Не можат да регистрираат партија и доскоро не смеа да организираат јавни собири. Имаат партија, но државата не ги признава дека постојат и не го враќа имотот на оние кои ги протерала. Имаат партија, но државата признава дека постојат во многу мал број и не им ги дава основните права. Ова се карактеристиките на Бугарија, Грција и Албанија кога станува збор за македонското малцинство. Македонците од Бугарија досега се изборија за 5 пресуди против државата во која живеат, но таа и натаму одбива да ја регистрира нивната партија. Од Омојлинден Пирин велат дека на Бугарија не и пречи што е на тапет дека ги крши човековите права. За жал, нашата земја токму такви работи не влијат. Таа нема ниту авторитет за жал за губење, ниту има некои странки и власниците и тие не се воопшто секират да бидат цело време сочени со прст, меѓутоа да не ги дават регистрација на нашата партија. Се пак едни нови пресуди ќе потврдат на еден недвусмислен начин дека ние сме направиле се што треба од своја страна, а властите незаконски одбили да не регистрираат. Тогаш веќе ќе биде сосема јасно дека станува зборот за свесно кршење и свесно блокирање на исполнување на една пресуда на Судот за човекови права. Бидејќи ниту една партија немала храброст да застане за нивните права, на денешниве избори ќе излегле на гласање, но на ливчињата ќе го напишале името на нивната нерегистрирана партија. На неодамнешните избори пак во Албанија македонците беа поразени. Причината ја бараат во лошото представување во јавноста. Ќе бараат одговорност од раководството и ќе инсистираат државата да им ги даде истите права како што ги имаат албанците во Македонија. Вашите албанци тука во Македонија уживат во права дури до една позитивна дискриминација, а ние се бориме за елементарни човекови права во една држава која што е членка на НАТО. И македонците во Грција, како и оние во Бугарија, своите права ќе се обидат да ги остварат преку судот во Страсбур. Веќе се собрани 10.000 поднесоци за тужби против Грција за враќање на имотите на протераните македонци. Велат дека Грција го измислила спорот за името за да го прикрие проблемот со имотите. Не му е до името на Грција. На Грција му е до она да го зачува што го грабнала она што не е нејзино. Конкретно со името, можам да кажам дека Грција го наметна и тие некога решават. Ние проблем со името немаме. Терминот кога ќе се поднесе тужбата против Грција не е прецизиран. Се бара услуга од неколку европски адвокатски куќи и преку неколку државни институции се собира документацијата. Дали спроведувањето на пресудата од Страсбург ќе заврши како и оние за Бугарија ќе покаже времето.